Ќе не изгори ли финансиски огревното дрво кое полека се приближува до 100 евра за кубен метар? Сегашната цена е речиси иста како ланската, а таа во складиштата се движи од 4500 до 5400 денари и повеќе за кубик. Дел од стовариштата во цената го пресметуваат и превозот, а некои од нив за помалку, например до 3 кубици наплаќаат 200 денари превоз, а над 5 кубици било бесплатно. Граѓаните кои досега немаат купено дрва ги фаќа паника дека ќе мора да платат повеќе од 6000 денари за кубик, зашто ако се суди според ланската година, цената во септември и во наредните месеци ќе оди нагоре. Складиштата периодов се полни со огревно дрво и испораките ги прават веднаш. Сепак никој не гарантира дека сегашната цена ќе остане и следните месеци. Може да купите чисто дрво само од еден вид, а може и да ги мешате. Цената е 5200 денари за кубен метар даб и 5100 денари за буково дрво заедно со сечењето. Ако купите од 5 кубни метри нагоре, а под тоа цената е 5400 денари, бидејќи превозот за помали количини се доплаќа и чини 200 денари, велат од еден скопски склад. Цената на дрвата ја креваат и работниците кои речиси и да ги нема. Во складиштата на јавното предпријатие Национални шуми годинава важат и ланските цени. Таму кубик даб се продава за 3564 денари, потоа буката по 3440 денари, а јаворот и јасенот по 3240 денари. Според планот, годинава предпријатието треба да произведе над 557.000 кубни метри огревно дрво. Дали ќе го постигне планот не се знае, зашто секоја година реализира далеку помалку од планираното. Лани во ноември владата реагираше кога цената на огревното дрво наеднаш скокна за 2000 денари и достигна до 5300 денари за кубик. Веднаш цената ја ограничи на 4500 денари. Инаку со дрво се греат близу 50% од домаќинствата во земјава. Паралелно лоша вести за граѓаните што се топлат на пелети. На повеќе од 40.000 домаќинства им се заканува нов ценовен шок, откако владата го зголеми ДДВ-то од 5 на 18%. Ако да не одамна 1 килограм се продаваа за 27 денари, сега одат за 50 денари. Од владата потоа рекоа дека биле отворени за да дадат позитивно мислење за данокот за пелети да остане на 5%. Производителите и увозниците се затекнати од одлуката и вела дека е ова погрешен чекор кој граѓаните ќе ги изложи на нови трошоци.